Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кучани. Во него донесуваме. Делегација од збратимениот унгарски град Переслав Хмелницки во посета на Кочани. Разговарано за продлабочувањето на соработката меѓу двата збратимени града. Во Центарот за јавно здравје во Кочани регистрирани 6 пријави на заболени од грип. За предстојната зима, службите од комуналното јавно предпријатие Водовод ветуваат ефикасност во расчистувањето на улиците во градот. Годинешните приноси кај домашните сорти ориз осетно намалени. Турските сорти се покажаа квалитетни. Пресконференција на ВМРО Народна партија, побарана оставка од директорот на Водостопанство Брегалница. Женските фудбалски клубови Кочани и ДНС ќе се сретнат во четвртфиналните надпревари од Купот на Македонија. Почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Делегација од збратимениот Перејаслав Хмелницки денеска посети неколку атрактивни капацитети во нашата општина и се сретна со градоначалникот Радко Димитровски со цел унапредување на стопанско-културната соработка. Градоначалникот Александар Шкира во придружба на уште тројца успешни бизнисмени од Украина денеска се сретна со неговиот колега од Кочани Радко Димитровски, при што двете страни разговараа за можностите за конкретизирање на стопанската, културната и општата соработка меѓу двата града. По средбата, двајцата градоначалници дадоа изјави за медиумите. Мене ми е задоволство што можам да бидам домаќин
на представникот на нашиот збратимен град, Переяслав Хмельницки, драгиот мој пријател Александар Шкира. Тоа задоволство ќе го изразиме преку средбите кои што ги имаме овде, каде што ќе поразговараме за понатамошната соработка помеѓу двата града, помеѓу двете држави. Задоволство ми е што тој со себе води стопанственици од Переяслав Хмельницки, каде што можеме покрај културните соработки да пробаме да воспоставиме и економска соработка, заради тоа што на тој начин ќе ја продлабочиме она што е почнато со збратимувањето на двата града. Очекувам дека ќе имаме корист секако и денеска и овие денови кога ќе бидеме заедно, а и понатаму ќе можеме да овозможиме подобри контакти помеѓу граѓаните од двата града и граѓаните на Република Македонија и Република Украина. Мы очень рады быть здесь. По успешната соработка на културен и на спортски план на нашите две општини, денеска разговаравме и за стопанска соработка. Со мене се и тројца бизнисмени кои ќе остварат контакти со ваши луѓе, со цел да ја продлабочат соработката и на стопански план. Громады. Потоа домакините и гостите заминаа во обиколка на неколку атрактивни стопански капацитети, како и на спортско-рекреативниот локалитет Пониква, каде беа разгледани неговите инвестиции и беа предочени плановите за понатамошен развој на Осоговскиот регион. Украинците посебен интерес пројавија за геотермалниот систем, како исклучителен потенцијал од енергетски и бенјолошки аспект. Во Центарот за јавно здравје во Кочани се регистрирани 6 пријави на заболени со симптоми на грип. Инаку состојбата со грипот ја оценуваат како мирна. Уште еден пациент со симптоми на грип хоспитализиран на инфективното оделение во Штип. Пациентот е од Виница, а на инфективно е примен вчера. Официјални податоци за ова лице од Кочанскиот центар за јавно здравје за сега нема, со образложение дека до нив стигнуваат само пријави за случаи каде што е дијагностициран грип. Инаку, според информациите што ги добивме од доктор Благица Ѓурковиќ, директор на Заводот за јавно здравје во Кочани, минатата недела се регистрирани 6 пријави на пациенти со симптоми на грип. Според Ѓурковиќ, состојбата се оценува како мирна. Инаку, важат општите правила за хроничните болни да се придржуваат кон препораките на лекарите и да се пијат повеќе течности и да се конзумира овошје. За предстојната зима, службите од комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани ветуваат по голема ефикасност и брза реакција за расчистување на улиците во градот во време на снежни наноси и ниски температури. Граѓаните очекуваат годинава зимската служба при јавното комунално предпријатие Водовод да биде поефикасна и да реагира побрзо во случај кога врнежите од снег ќе бидат пообилни, а особено при ниски температури. Затоа за предстојната зима оттаму надлежните велат дека е предвидено службените возила постојано да дежураат на улиците во градот и редовно да се посипуваат за време на снежните врнежи и ниските температури. Предвидено е со 700.000 денари, значи, зимската програма, во неја опфаќа набавка на 20 тони сол и околу 27 до 30 метри кубни песок со гранулација 2. Тоа се стандардни нормативи и очекуваме дека во оно што е најавено, нели, како ќе биде Кочани, како го прати, дека е сосем доволно. Инаку комуналното јавно предпријатие кои предходните години во согласно со јавните патишта, кои се и полициската станица и представници од локалната самоуправа, одржува состанци на кои се точно прецизираат улиците кои ќе ги сервисираат. Како критични точки во зима најчесто проблемите се јавуваат кај угорнините. Од комуналното предпријатие велат дека задачата на зимската служба ќе биде брзо и ефикасно расчистување на снегот од градските улици. И со тоа ќе се овозможи непречено и безбедно одвивање на сообраќајот и движење на пешаците во вакви услови. Ние имаме соларки кои се приклучуваат на тракторите, имаме нож ФАП, две огромни возила и двата ФАПа кои ги сервисираат, утовараат тој солта и песок. Инаку, баш денеска состанокот со локалната управа, прецизирани се и работните групи, постојат и работни групи со точно дефинирани кои луѓе во колку саатот, од кој до кој период се действува, нели, со
оно кога се каже алармантно, кога треба да излезат екипите, значи дефинирани се и тие групи со периоди, нели, на известни периоди до крајот на зимскиот период. Функционирањето на зимската служба е предвидено да трае до 15 март следната година. Од КЈП Водовод апелираат до сите стопански објекти и до сите граѓани, кога ќе падне снег да го расчистуваат навреме за да не бидат изложени на казни, кои оваа година ќе се движат од 500 до 1000 евра за компаниите и стамбените објекти, а за граѓаните висината на казните ќе се движи од 30 до 50 евра. Сеидбата со задоцнето пуштање на водата по каналската мрежа, недоволно зреење на оризовиот клас и прекомерната употреба на пестициди се причините за слабите преноси кај оризот годинава. Годинешната сеидба на оризовата култура во Кочанскиот регион за многумина земјоделци се карактеризираше со задоцнето пуштање на водата по каналската мрежа и непочитување на оптималните рокови за сеидба. Кон ова и недоволното зреење на оризовиот клас и прекомерната употреба на пестициди, секако се основните причини за слабите приноси кај оризот годинава. Оштетувањата на оризовите полиња се од 20% па до 100% и со тоа луѓето се многу погодени финансиски, бидејќи има површини кои нема ништо да се добие од ориз. Сан Андреа сортата што имам засеано е, приносот е многу нисок, бидејќи има поголеми денове на вегетација, односно 155 дена на вегетација. Турските сорти на ориз, вели Гаврилов, дадоа приноси повеќе од очекувањата, со што ја потврдија заложбата на владата и ресорното министерство за промена на сортите ориз кои допрева ќе се произведуваат во Македонија. Приносот на тоа семе е доста добар, негде над 950 кг до 1000 кг од декар, односно 10.000 кг од хектар. Турската сорта има 135 дена на вегетација. Со тоа до некаде го имам ублажено мојот финансиски пораз, да кажам, во оризопроизводството. До тогаш, земјоделците од Кочанско ќе треба да ги менуваат навиките во одгледувањето на ориз, а водостопанство Брегалница навреме да го донесе планот за наводнување и да ја подготви каналската мрежа за пуштање на водата од хидросистемот Брегалница. Министерството за труд и социјална политика планира да отвори дневни центри за стари лица во општините Чешиново, Блешево и во Виница. Во рамките на одбележувањето Црвениот крст на Македонија со поддршка на ЕВН и Министерството за труд и социјална политика ќе спроведе активности насочени кон подигнување на свеста и зголемување на грижата на старите лица преку бесплатен преглед на шеќерот и крвта и крвниот притисок, едукативни и превентивни работилници и хуманитарни изложби. Старењето на популацијата наметнува голем број на нови квалитативни и квантитативни здравствени, економски и социјални предизвици со кои треба да се соочиме во таа насока с реформите што владата ги презема во здравствената и социјалната заштита, со што значајно се влијае кон подобрувањето на затекнатата состојба. Од владата и Министерството за труд и социјална политика најава за отворање на нови центри за стари лица. Такви центри се планирани да се отворат и во општините Чешиново, Блешево и во Виница. ЕВН Македонија и годинава ќе даде поддршка за одбележувањето на самата недела за грижа на старите лица. Финансиски ќе ги поддржат тимовите кои се грижат за старите лица во повеќето градови на Македонија. Исто така ќе се продолжи со донирање на средства за волонтерските тимови на Црвениот крст кои даваат помош на старите лица во домашни услови и во центрите за грижа на старите лица, а ќе овозможи отворање на нови центри. Основното училиште Гоце Делчев од Виница ја доби првата мултимедијална училница. Преку смарт интерактивни табли учениците ќе го изучуваат наставниот материјал. Во основното училиште Гоце Делчев во Виница преку видеа и слики учениците ќе можат да ја изучуваат наставната теорија како дел од првата мултимедијална училница во која основната алатка за работа е така наречената смарт интерактивна табла. Станува збор за една нова генерација на табли кои ја зголемуваат иновативноста кај наставникот, кои наставните содржини треба да им ги пренесе на учениците на креативен, лесен и поинтересен начин.
Интерактивната табла впрочем наметнува еден нов стил на учење и настава. Наставниците ќе можат да создаваат содржини со повеќе слики и видеа и да ги избогатат своите предавања. Тие овозможуваат снимање на предавањата или пак на нацртаните проекти на таблата, кои потоа учениците можат повторно да ги изучуваат. Новите смарт табли речиси во ништо не потсетуваат на досегашните, на кои се пишува со креда. Ова училиште располага со дури 2 интерактивни табли за разлика од многу други училишта во регионот, кои се уште се немаат запознаено со оваа техника на изучување на материјалот. Едната е донација, а другата смарт табла во основното училиште Гоце Делчев е обезбедена од буџетот на училиштето. Во Виница и двете основни училишта и гимназијата поседуваат смарт табли, кои се донации од Телеком и од Мировниот корпус. Учениците од основното училиште Славчо Стојменски од Виница своите математички и јазични вештини ќе ги наградуваат со помош на инструментите ЕГРА и ЕГМА, како дел од проектот Од читање до лидерство, финансиски подражан од УСАИД. Математичките и јазичните вештини кај учениците од основното училиште Славчо Стојменски ќе се подобруваат со помош на ЕГРА и ЕГМА инструментите, како дел од проектот за лидерство на невладината УСАИД. Училиштето подпиша меморандум со фондацијата Чекор по Чекор за вклучување во проектот со читање до лидерство. Целта на фондацијата е да ја подобри математичката и јазичната писменост кај децата, да ја зајакне педагошката практика на наставниците, особено вештините кои се однесуваат на формативно оценување и да се зголеми општествената свест за важноста на јазичната и математичката писменост. Во рамките на овој 2-годишен проект, фондацијата Чекор по Чекор ќе има за задача да спроведе обука за педагозите и психолозите од основните училишта за реализирање на проценката на јазичната и математичка писменост, да донира еден таблет компјутер на кој ќе се спроведува ЕГРА и ЕГМА проценката, да формира мрежа во училиштата со наставници и лидери, да обезбеди ресурси за унапредување на јазичната и математичката писменост. Проектот со читање до лидерство нуди креативни пристапи и активности како што се читачки караван, библиотека на тркала и дигитална библиотека со материјали за учење, соодветни за возраста на учениците. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница е меѓу првите 20 училишта во кои ќе се практикува овој пилот проект, кој ќе се спроведува на целата територија на Република Македонија до ноември 2015 година. ВМРО Народна партија денеска на пресконференција побара оставка од директорот на водостопанство Брегалница Зоран Беличев поради промашената наводнителна сезона и штетите кои ги претрпе оризопроизводството. На денешната пресконференција на општинското раководство на ВМРО Народна партија Кирчо Димитриев ги истакна слабите приноси кај оризот, особено во отарите каде поради задоцното пуштање на водата сидбата забележа доцење од 20 на дена. Таквата состојба ќе погоди значителен дел од оризопроизводителите, чија екзистенција е доведена до прашање. Нашата проценка е дека штетата изнесува најмалку над 3 милиона евра. Ке подсетам дека ние за ова предупредивме уште во текот на сеидбата, но политичката партија на власт на седница на Советот на општина Кочани не убедуваше дека полето на време ќе биде поплавено и ќе нема проблем. Истите тие најмалку што можат да сторат е да им се извинат на земјоделците. За ВМРО Народна партија главен виновник за промашената наводнителна сезона е директорот на водостопанство Брегалница Зоран Беличев, кој токму на стартот на сидбата не обезбедил адекватни услови за наводнување и директно влијаел за хаосот со пуштањето на водата во полињата, односно деталната каналска мрежа. Поради тоа Кирчо Димитриев побара Беличев да се поднесе оставка на директорската функција и да му го остапи местото на некој кој ќе знае квалитетно да ја изменаџира функцијата на предпријатието. Женски фудбалски клуб Кочани, женски фудбалски клуб Младост и НИНС во четвртфиналето од Купот на Македонија. Најава за уште еден голем спектакл на локалното дерби.
Утре во рамките на четвртфиналето од Купот на Македонија е закажано големото дерби помеѓу двете моментално најдобри екипи во македонската фудбалска лига за жени. Екипите на ЖФК Кочани и ЖФК Младост иднина С. Ова е најава за уште еден голем спектакл на ова големо локално дерби, кое се верува дека и повторно ќе ги оправда очекувањата на љубителите на фудбалот. Големото дерби помеѓу двата гиганти во првата македонска фудбалска лига е закажано утре со почеток во 11 часот во Оризари, на игралиштето покрај Масалница. Од двата табора ни известија дека нема поголеми проблеми во екипите и се подготвени да го дадат својот максимум. И ни ветија дека ќе приредат незаборавен спектакл и се надеваат дека повторно ќе победи магијата на фудбалот. Само за подсетување, првиот надпревар помеѓу двата лути ривали се одигра пред месец дена и заврши во корист на оризарки со резултат 3:2. Со временската прогноза го завршуваме и централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Останете на програмата на телевизија Кочани.